Чудна случка со кучето во ноќта е насловена представата која оваа година на фестивалот Војдан Чернодрински се закити со неколку награди. Вечерва во Трилинг разговарам со режисирката на представата и професор на Драмскиот факултет во Скопје, Зоја Бузалковска. Бузалковска, добро вечер. Добро вечер. Честитки за наградите. Благодарам. Добро дојдовте во Трилинг. Прочитав наслов на едно ваше мајско интервју. Велите, креаторот овде е константен цензор на својата фантазија, уморен од неможење. А како е да се создава во општество на една, ако може така да се нарече, морална атрофија? Па навистина сложено од секој аспект. Секоја наша работа е борба, практично борба со условите во кои што работиме, борба со можностите кои што ни се дадени. Мислам се повторува, се продолжува, тоа е една веќе константа на непрепознавање на улогата, според мене, на уметноста во едно општество и нејзино деградирање по сите основи. Така што навистина е авантура, да речеме, прво да се прифати, секогаш со едно чувство на уценетост, како да кажем, на уцена, дека или нема да направам представа, или морам да ја направам во тие услови кои што ми се нудат, зашто подобри нема. Например, оваа година беше објавено по сите насловни страници дека јас имам добиено најмногу средства за мојата представа Иванов, заедно со Андрей Жолдак, нели, гостин, режисер во Велешки театар, а тоа беше навистина смешно мал буџет. Кога кажувате во некои поразвиени театарски и генерално уметнички средини колкави се буџетите, луѓето се чудат зашто ние навистина сме магионичари што воопшто успеваме да извадиме нешто и на крајот на криштата поцените и трудот на сите, па и на соработниците кои што ги каните и кои што прифаќаат да соработуваат со вас заради добра идеја, заради тоа што им се работи, а не затоа што навистина имаат достојни услови за да може да креираат. И никогаш не знаете каков ќе биде резултат. Кон крајот на минатиот век често се зборуваше за теми со ангажиран театар, за слободумни сценски играња и движења. Дали зошто по 3 децении на противречности некако бегаме од сево ова, па бегаме и од овие теми, па ни треба можеби Мрожек и неговите мигранти за да се соочиме со вистинската ситуација во која што живееме. Колку треба за да се соочиме со сознанието дека пострашно е да се чувствуваш емигрант во сопствениот дом? А никаде да не си отпадувал. Да, ми наметнавте неколку теми на вистина. Не би рекла дека немаме ангажиран театар, напротив, мислам дека на вистина имаме многу, работеше многу ангажиран театар, Мартин Кочовски. Сметам дека и јас работам ангажиран театар, мислам дека секој од нас или многумина од нас на некој можеби на посуптилен начин отвораат многу важни теми, многу важни прашања, многу горливи теми. Се разбира, емигранти од Мрожек, неверојатно е колку после многу долго време кај нас е страшно актуелна тема. Тоа веќе го кажав на некои места дека јас не ги поканив јас актерите да ја работиме таа представа, туку тие ме поканија мене на огромно взаемно задоволство, едниот со кој што само што нели во тој момент соработував, другиот кој што е мој студент и веќе драг соработник, еве веќе и во втора представа со Иванов, Григор Јовановски, нели, а другиот е Дамјан Цветановски, кои што сакаат да ја работат емигранти од многу нели причини. И мислам дека успеавме во тоа, точно тоа, да отвориме практично две теми паралелно преку емигранти. Едната е емигрант во туѓина и другото е емигрант дома. Затоа што ние веќе децении практично го живееме тој проблем. Само што нели постојано се менуваат емигрантите дома. Едни се некои 10, 11, не знам години, па после се некои други и слично, така што и јас и двајцата, за жал, млади актери, се уште имавме многу што да кажеме на таа тема, како е да си во подрумот на сопственото општество, нели?
како е да твојот глас практично да не може да се чуе, нели? Како е да си меѓусебен заложник во тој подрум, исто така, нели, двата концепта, навидум левиот и навидум десниот, навидум интелектуалецот и навидум простодушниот човек, нели? Навидум левичарот и навидум поддржувачот на традиционалното, на патриархалното, кои што се практично се држат постојано во меѓусебно заложништво. Низ годиниве, нели, секој еден имаше шанса да ги промени работите, а некако ние постојано се крчкаме во истава каша, во истава манџа постојано и никако не можеме да излеземе од неа. Бузалковска, пред малку го споменавте интелектуалецот. Во моментов во соседството се случуваат долги протести на кои што учествуваат и место земаат културни работници од земјата и се постојано мета на критики. Ако културата е гласна, тогаш е веднаш обележана. Дали тоа значи дека гласот на интелектуалецот треба постојано да биде обележан како некаков политички став? Сакаме или не, тоа да го признаеме, инаку се разбира постојат повеќе видови на кажување на нештата, нели? Јас лично сакам кога ние го кажуваме она што сакаме да го кажеме преку нашите дела. Во принцип некако мислам дека таму сме најрафинирани, најмокни, најние. Мислам дека навистина преку многу дела може да се кажат нештата. Само сега се разбира треба и капацитет да се препознае тоа што се кажува. Нели, и да се чуе исто така. Повторно поради оваа фрланост на маргините за која што зборуваме, кој знае колку имаме гласност, кој знае колку сме, нели, на врвот на планината или сме некаде во подножието цело време, па некако не стасува нашиот глас онаму каде што треба, а се разбира дека кога ќе прелие чашата, тогаш сакате да ги кажете работите гласно и во друга смисла на ангажман, да излезете на улица, нели? Голем дел од нас излегува кај нас на улица и се разбира дека се сеќавате беа обележувани, беа заокружувани со црвени фломастери и слично и се разбира дека постојано имам и самата порив повторно да излезам за се нешто на улица. Воопшто ништо не е завршено, ништо не е променето, ништо не е многу подобрено, да речеме, во однос на она против кое или за кое сум се борела и самата. Меѓутоа, повеќе пати, да речеме, сум пишувала разни реакции, разни писма. Секогаш било тоа третирано како некаква лична борба, за личен бенефит. Никогаш не било третирано, кога сум сакала да ги кажам работите многу гласно, секогаш ми било одговарано за мене. За мене е тоа бесмислено. Не ме интересира борбата само за мене да ми биде подобро. Мислам дека е многу важно да го промениме генерално начинот на мислење, да ја промениме матрицава некако ако може, која што никако не можеме да ја промениме толку долго. Бузалковска, а која е цената да се биде уметник денеска во земјава? Некако се добива впечаток дека секој гласен уметник се наоѓа во оној теснец помеѓу недоразбирање на културата и политиката. Па не знам дали е баш така. Не, од друга страна пак некако не можам да менеме. Јас мислам дека во она што во овој момент го живееме е она што го реков генерално неразбирање на улогата која што културата и уметноста може да ја има во едно општество. Затоа што на вистина тоа го гледаме и по она што излегува, да речеме како резултати, нели она што излегува, и по што знам, постојано имам чувство дека никако не можеме да ги размафтаме крилата, никако не можеме да летнеме. Кога зборував дека сме цензори на сопствената фантазија, мислев на тоа, дека
некако немаш начин просто да ги кажеш нештата. Цело време избегнувам всушност да зборувам во бројки, а некако бројките кои што ги гледаме во последниве години многу јасно дефинираат кој е односот на државата, да речеме, кон уметноста. Вашите проекти изобилуваат со еден сериозен тест на актерска игра и на физичка издржливост. Генерално речиси сите од актерите кои што се појавуваат во вашите проекти поминуваат низ фаза на сериозни тренинзи за физичка издржливост за време на подготовката на самите проекти и при реализација нели на истите. Ова во светот е концепт кој што е познат долго време, но ви беше проблем, предизвик на нашите актери да им доловите дека има нешто друго и од страната на театарската и Да, предизвик е секогаш, сега кога ја работев Иванов во МНТ, баш помислив на тоа дека нема екипа, нема возраст, нели нема подготвеност или неподготвеност на актер која што ќе попречи да прифати добра авантура или да прифати разработен концепт или идеја која што ќе зарази, да речеме. Во чудна случка со кучето во ноќта употребивме фриранинг техника. Меѓутоа сакав да кажам дека она што го работиме или што го работам, секогаш има врска со конкретниот текст или со конкретната замисла, со конкретниот концепт. Не може секаде се разбира да се употреби вакво нешто. Фриранинг техниката одлично одговара на и страшно му помага на филмскиот јазик, на текстот, на чудна случка со кучето во ноќта, односно адаптацијата на Сајмон Стивенс на романот на Марк Хадон, затоа што навистина толку брзи промени има, кои што се промени во простор, промени во време, толку е динамична целата структура, што секакво, да речеме, реалистично движење низ просторот би било невозможување или осиромашување, да речеме, на можностите на сценско изразување. И во таа смисла беше многу важно да го направиме, иако беше и огромен предизвик, затоа што беше во време на короната. Значи, практично тренинзите, освен што беа тешки и напорни, беа плюс и со маски, кои што сите ги има, за да воопшто успееме да дојдеме до премиера. Маските, актерите ги тргнаат 10 дена пред премиерата, некој недела дена пред премиерата, прв пат. И кога сме кај актерската игра и кај актерите, деновива постојано се зборува за вештачката интелигенција, дека ќе може да замени се, буквално. Но дали креативниот ум и потенцијал ќе може да се издвои со мимиката, со гестот, да биде предмет повторно на режија? Морам да ви признам дека бегам од тие работи. Кога зборував за концептов на вертикална игра, на нешто кое што ќе биде некакво брдо, некаква карпа, некаква пирамида, некоја кула и така натаму, доста ми беа покажувани тие вештачка интелигенција, нели што би направиле, што се нуди, што би можело да биде. Меѓутоа бегам од тоа постојано, затоа што мислам дека човечкиот ум и човечката креативност е единственото нешто што нема ограничувања, нема граници. Не знаеш во кој момент на каде ќе те одведе. Се разбира дека за театарот секогаш сакаме да кажеме дека е уметност на моментот, нели? Од една страна тоа е тажно, затоа што се чувствувате како да пишувате по песок, нели? Со првиот бран, тоа што сте го направиле, го нема. Во моментот во кој што представата не се игра, таа не постои. Значи да постојат некои записи, тие записи се од една изведба, а секоја изведба во театарот е апсолутно различна, затоа што прво тоа е, нели, денес акторот е посебно вдахнувен. Денес акторот направил ненамерна грешка и од таа ненамерна грешка излегле некои нови, многу богати и нови правци, да речеме. Активен чинител на представата е публиката. И секоја публика диша различно, секоја публика и дава различно на представата, на изведбата вечерва. Па ќе речеме, денеска
како спој беше тоа на публиката и нас, нели, од оваа страна. Некогаш оди тоа тешко, нели, ние не сме успеале да ја префрлиме рампата или публиката просто не била понесена од она што се случува на сцена или нешто попречило и така натаму, така што кога некој ќе ми каже оди на оваа представа фантастична или оди на оваа представа катастрофална, јас ништо од тоа не верувам, затоа што тоа било таа изведба. Јас сакам јас да отидам и да видам и јас кога ќе бидам публика каква представа ќе се случи, каква представа ќе видам, се разбира, постојат представи на кои што ништо не им помага моментот, нели? Или представи кои што секогаш, кога и да отидете, се фантастични, но фантастични на различен начин, би рекол. Така што тоа, уметност на моментот е нешто што е страшно и страшно драгоцено, нели? Исто време. Возалковска, ви благодарам што бевте дел од тренинг вечерва. Благодарам јас.